Иве, најпрво ти благодарам што издвои малку време за овој разговор. Еве би сакал да поразговараме ти како ракометен тренер и поранешен репрезентативец на Македонија. Како гледаш ова светско првенство, но би сакал да започнеме хронолошки. Најпрво од надпреварот со Тунис. Губевме со 4, победивме со 4 на крајот. Како ќе анализираш, еве да речем ти ова утакмица? Најнапред сакам да ви се заблагодарам на поканата и македонската репрезентација со самиот свој први надпревар и со самото учество го потврди континуитетот на големи надпреварувања на светските смотри и уште пред самото заминување на светското првенство новиот селектор наметна го оттргна, ако може така да се каже, притисокот врз репрезентацијата, репрезентативците и самиот селектор со тоа што не го стави резултатот во прв план и едноставно се насочи на подмладување на репрезентацијата и акцент на како финален производ или резултат Олимписките игри во Токио 2020 година. Со тој начин, на тој начин го оттргна притисокот на самите репрезентативци и плод на сето тоа беше и добрата игра и позитивниот резултат во првите надпревари. Репрезентацијата на Тунис, сериозен противник, опасен противник, вице шампион на Африка и за нас добро познат од последните квалификации за Олимпијадата во Рио, каде што беше единствената пречка на која што не учествувавме. И се виде уште од самиот надпревар и во текот на целиот надпревар до 45-та минута дека се сериозен противник, дека нивната игра воопшто на нас како репрезентација и на начинот на кој играат не ни одговара. Во некои моменти губевме и до 4 разлика, но она што како новина го воведе Лино Червар со играта од 7-6 и со воведувањето на некои млади играчи, добивање на шанса што максимално го почитувам, даде во плод. Една работа сакам да потенцирам, дека играта 7-6 не е некоја новина, едноставно е она што во денешно време ви дозволуваат правилата да го играат. Сето тоа не само Лино Червар, него и сите европски репрезентации го применуваат. Како што кажав, правилата тоа го дозволуваат и нормално како репрезентација ги стремиме ние нови трендови и тоа го играм. Ризикот од играта 7-6 или со човек помалку кога го вадиме голманот во некој ситуација е тој што ако не сме доволно технички и тактички подготвени, ризикот е да примиме лесен гол како што се случува на денешниот шампионат и во другите надпреварувања, но ние мислам дека во изменет припремен период добро тоа го направивме и на крајот реков го вроди со плод на таа агресивна игра на Тунис и на крајот заслужено славевме со 4 гола разлика, иако можам да кажам и морам да кажам малце критички дека ние малце и може би респектабилно вреговме против противникот со многу респект и затоа може и до одреден момент до таа 45-та минута резултатот беше таков како што беше, но потоа секако Лазаров како лидер кој се наметна не само сега и претходно ја зеде во своји раце обврската да решава во ситуациите кога требаше да даваме голови, одбраната го одработи своето и на некој начин и голманите, иако дебитанти, си одработија коректно својата работа. Вториот надпревар против Ангола, аутсайдер, но предпазливо би рекол влеговме, бидејќи знаеме дека афричките земји се репрезентации се тимови кои што даја со изворени физички предиспозиции. Играта наша тотална непознаница, но мислам дека крајно професионално одговоривме на нивната специфична игра и резултатот на крајот каков што беше 9 голови разлика со тоа што се видоа осцилации на нашата репрезентација во играта. Тоа е нормално, бидејќи овие се сите млади играчи кои што до вчера малтене играја во
првенството во првенството македонското првенство, кој што знаеме со каков квалитет располага. И дека на некој начин преку ноќ ќе добија шанса да играат едно големо напредување со големи репрезентации кои што имаат поголемо искуство, но за да се стане добар играч, за да се стави еден добар темел на репрезентацијата во наредните 4 години, каде што стави селекторот некој акцент на тие олимписки игри следни, мислам дека е добро што добиваат шанса и покрај тоа што грешат и покрај тоа што во некои моменти изгледаат дека тоа е за нив малце и како со некоја трема, како со некој нов предизвик за нив, мислам дека е добро, бидејќи само така се стекнува искуство и дека само така може да се стане добар играч и да се стане репрезентативец кој во иднина ќе ги дава максимално задачите поставени од тренерите, селекторите кои се во тој момент на репрезентацијата. Спомена и ти во играта на нашата репрезентација многу новини, со таа 7-6 игра, сега кој одбраната веќе не е она класична 6-0 да речам, веќе е поставена и повисоко. Черва рече дека мора физички да бидат поспремни играчите, тој и самиот каже по завршувањето и на подготовките дека им честите на играчите што го издржаа тоа темпо на подготовки. Како еве ти би оценил дали тоа е навистина рецептот за успех на Македонија и дали ние имаме капацитет тој напор да го издржиме? Па вака, во континуитет да речем, во повеќе надпревари. Со доаѓањето на нов тренер во било тоа репрезентација, екипа и така натаму носи своји новини. Своји новини кои што секој смета дека ќе биде добро на профилот на играчи со кои што располага или во моментот располагаме во репрезентацијата, така и Червар процени дека во овој момент Ацо Јоновски не е повеќе потребен на оваа репрезентација, иако го сметам за исклучително добар одбранбен играч, дефанзивец кој што и денес добро игра во една од најаките лиги во светот, Бундеслигата, и мислам дека свесно отиде без него на сметка да Данеловски, Талевски и помладите добијат шанса во таа, ако може така да се каже, подлабока. Тој најави дека ќе игра 3-2-1 одбраната покрај 5-1 и стандардната 6-0, во која што мислам дека за да играте 3-2-1 стварно треба да сте безпрекорно физички подготвени. Не е одбрана која што се учи од денес за утре, него е потребно да има време, треба да се осеќаат еден со друг играчите, треба и што е многу битно да имате профил на играчи кои што ќе одговорат на задачите на одбраната 3-2-1. И мислам дека во овој момент многу малку во неколку наврати во двата надпревари одигравме, бидејќи ако ние разговараме во куларите меѓу нас, пријателите, бившите играчи, тренерите, дека 3-2-1 одбрана во овој момент македонската репрезентација можеби на некои позиции нема некои играчи кои адекватно може да одиграат на таа позиција, но ние многу добро го одговараме на тоа во овој момент и во тие моменти. Сепак 6-0 е одбраната која што најдобро ни одговара, бидејќи во 95%, ако не и 100% играчите кои што доаѓаат и самиот Лино Червар од Металург, играчите играат 6-0, која што доста добро. Таа некоја 6-0 агресивна до 9 метри, значи да се разбериме, има одбраните 3-2-1 6-0 се различно модифицирани. Значи има неколку видови на одбрани кои што дали е тоа класична 6-0 одбрана без излегување до 9 метри во овој случај кој што игра македонската репрезентација, мислам дека доста добро тоа го правиме. Секако дека овие репрезентативци, овие играчи ќе веќе одговараат на предизвикот и на она што Лино го бара од нив. Доста добро функционира во овие два надпревари и мислам дека уште има простор за напредок. Ние да бидеме реални, ако во со претходниот селектор бевме репрезентација можеби малку несериозна која што играше само со една одбрана, 6-0, сега сме веќе пошироки во тој дел, мислам во изборот на одбрани и многу е лесно во зависност од противникот со кој играте да ја поставите и одбраната. Лино е мудар, Лино во изминатото ни даде на сите еден, ако може така да се каже, со се она што постигнал во животот, значи освоени светски, олимписки турнири,
и безброј медали со хрватската репрезентација, само ни покажа дека само со работа, труд и со верба во својата работа може да се постигне она за кој што сте поставиле некоја цел. Секако дека за тоа треба време, значи не може тоа преку ноќ, али светското првенство е наш еден прв чекор за она што треба понатаму да следува. Ние имаме исклучително талентирана репрезентација, кој ќе видите во името на Талевски, Неловски, Другишки, Филип Кузмановски и така натаму. Сепак е тоа една светла иднина која што стварно треба да се негува. Сите се играчи со просек од 20-21 година, надополнети со овие искусните и треба само да им се даде шанса и време. Значи, без тие два фактори не може да се бара нешто резултат. Ние треба да бидеме стрекни ако на ова светско првенство го поминиме првиот круг, значи одиме во осмина финалето и дека со овие натпревари ќе добијат овие деца само уште едно поголемо искуство. Значи голема е одговорноста и честа да се игра за македонска репрезентација и покрај овие, ако може така слободно да се каже, легенди кои што го одбележа ова последно време во македонскиот ракомет: Лазаров, Миркуловски, Мојсовски, Борко, Ристовски, Ангеловски, така натаму, и да се продолжи да се трасира патот кој што сме го поставиле онаа генерација кој што ние игравме. Јас сакам само да дам една мала забелешка кон сите медиуми, дека многу ретко кој го спомнува тој историски момент кога македонската репрезентација прв пат отиде на едно европско и светско првенство во генерацијата на мојата генерација, ако може буквално да се каже Манасков, Ангеловски, Игор Котевски, Боро Чулевски, Томе Петревски, така натаму, Александар Зарков. Буквално тие испиша историјата на почетоци на овие големи светски надпреварувања. За ден денес отстапиме или направиме една траса и пат денешните генерации да го продолжат патот каде што ние почнавме да учествуваме на тие големи светски и европски смотри. Колку е, да речем, значајно вметнувањето на овие млади играчи? Ги спомна Дрогришки, Талевски, Неловски, а за жал Кузмановски го нема заради повреда. Колку е значајно во однос на тоа да почне полека да се оттргнува товарот од Кире Лазаров сега? Тој може да се каже дури на залезот на кариерата. Не верувам дека ќе настапи доколку се пласираме на Олимписките игри. Колку е значајно искуството што ќе го добијат играчите за да се развиваат понатаму, да бидат тие носители на нашата репрезентација? Секако дека е огромно, кажав и претходно. Самото нивно присуство на светското првенство и играњето покрај Лазаров и другите, Миркуловски и така натаму, е големо, бидејќи, верувајте, никој играч не е вечен. Значи годините се го прават своето. Лазаров е веќе во добри 37 години, кај што стварно тој како играч, како профил, како величина, добро тоа го поднесува, но не знаеме колку Лазаров ќе игра на високо ниво како сега. Можам слободно да кажам дека се уште еден од најдобрите, ако не и најдобар десен бек во напаѓачкиот дел од играта и дека посебно Неловски од оваа страна и Талевски сигурно дека ќе добијат уште поголемо искуство и она што понатаму ќе биде, сами рековте, да го пренесат теретот на своите плеки. Талевски веќе тоа добро го правеше во Металург, бидејќи знаеме веќе од после светското првенство ќе настапува во еден од најдобрите светски клубови Рајан Некарловен и тоа е добрен показател дека ние имаме на кого да, не би рекол да се ослониме во иднина како играч поединец, бидејќи ние во овој момент го имаме Лазаров и знаеме како е играта без него и со него, но мислам дека треба Филип Талевски да биде играч кој што ќе се прилагоди на колективната игра на македонската репрезентација во иднина и дека покрај останатите да биде само еден кој што ќе имаме играч кој што ќе може да реализира и во моменти каде што ќе треба и некој да ја земе одговорноста. Во овој момент Лазаров го прави токму тоа. Талевски сигурно дека ќе биде еден од наследниците, но тука и Неловски, дури Филип Кузмановски, каде што по профил на играчи се многу слични. Од кој аспект? И Неловски, и Филип, и Талевски, Кузмановски се играчи кои што играт во два правци, што во овој момент е многу голема придобивка и што доста добро системот кој Лино го разви во овие неколку години во Металург доста добро го прифатија и како играчи многу млади веќе
имат зад себе едно европско, едно светско првенство и тоа и уште многу надпревари во Лигата на шампионите, така да сето ова што во моментот се случува со нив. Играчи од таков калибар е само позитивна една работа. Јас еден пример ќе кажам. Значи, за да играте вие, за да станете многу добар играч, некој треба да ви даде шанса. Ние сме добиле исто така на може и на помала, уште некоја возраст на 16-17 години имавме чест да играме за македонската репрезентација и уште тогаш добивме голема самодоверба во себе за во нередниот период прераснете во играчи кои што може во секој момент да се смета на вас. Значи токму тоа се случува кај овие неколку играчи. Дејан Манасков веќе иако со 22-3 години е веќе оформен играч и од светски калибар лево крило, десната страна Кузмановски, Гоце Ѓорѓиевски, Поповски, тие се светла едни, тие се стандардни играчи кои што секогаш го дават својот придонес на пивотменската позиција, тука се Марковски и така натаму, значи Столесту. Значи ние сме една репрезентација која што спојна младост, искуство, но допрва има што да каже. Ако приметивте, кај нив не се осеќа онај дебитантски, како можем да кажем, дебитантски филинг кај нив, него едноставно исто како да играле многу надпревари. И тоа е добро, бидејќи со самото претходно што ви кажав, дека Лино го оттргна притисокот према нив, дека ние мора нешто да направиме на ова светско првенство. Ние само добро што учествуваме и што го собираме огромното искуство на вакви надпреварувања. Така, и на самиот крај би сакал да те прашаме генерално за на светското првенство, кој според тебе е фаворит и кој би можел да биде изненадувањето на првенството? Па имав можност да ги гледам доста надпревари од ова светско првенство и можам слободно да кажам дека Франција, не знам, можеби се наметнува и како домаќин, како еден од главните фаворити за освојување на првото место, но тука да не се лажем, имам доста кандидати пред се во репрезентацијата на Данска, која што исто така во текот на ова првенство доста добро и рутинирано ги добива надпреварите и гази према завршницата. Хрватска имав во два надпревари да ја гледам, се уште се бара и таму, направија еден рез, ако може така да се каже, им дадоа шанса на помладите играчи. Нешто слично како кај нас, но тоа е во некое поголемо искуство, ако може така да се каже, бидејќи системот со кој работат хрватите така натаму им даде за право да ги пуштат во оган и другите играчи. Останатите, ако може така да се каже, репрезентации горе-долу нема некој големо изненадување, освен не знам, поразот на Белорусија против Чиле, но само доказ дека и на јужноамериканскиот континент се игра добар ракомет. Бразил е сериозен противник. Арапските репрезентации, не знам, Катар веќе ги нема скапо платените звезди, веќе се префрлуваат на она што е домашен нивни квалитети и горе-долу доаѓаат на она што е некој ранг нивни, дека местото им е, ако беа на последното светско првенство сребрени, сега се негде на средина, така што реално и таму им е местото. Саудитска Арабија со Ненад Љајич прекрасно, еден голем напредок од аматери. Ненад направи една многу добра работа и малте не игра егал со големите репрезентации, така да ова светско првенство ќе биде доста интересно, без разлика што има доста фаворити сепак допрва. Значи Германија исто една од репрезентациите кои сигурно гази, Шпанија и така натаму, дека допрва ќе се гледа оне баш убав ракомет. Словенија ја сметам за една сериозна репрезентација која што и уште и денес против македонската репрезентација ќе биде еден перфектен надпревар со два различни тренери, со два различни стилови на игра, така да Исланд сериозен противник, така да мислам дека ова е едно од доста поизедначените, поинтересни светски првенства кои што сме ги гледале до сега. И јас ти благодарам за овој разговор. Би посакал да уживам во уште многу убави надпревари на ова светско првенство и да се радуваме на некој поголем успех на нашата репрезентација. Фала на телевизија Мега и мислам дека во секое време ви стојам на располагање за било што во врска со ракометот и случувањата околу ракометот.